Шампионска понуда само во Нептун. Ајде до 22 јануари. Нептун. Живеј подобро секој ден. Подмачкај се со Алгасан и ослободи го движењето. Мартин Велковски, десниот бек на Македонија. Еве сме на ден пред надпреварот со Германија. Поразот од Франција претпоставувам е архивиран веќе. Вашите мисли се само насочени кон дуелот со домаќинот? Па да, пројдоа више неколку дена од таа утакмица. Игравме против многу силна репрезентација, имавме проблеми во нападот. Сега се спремаме веќе за Германија. Се стациониравме тука во Берлин, се навикнуваме полека. Гледаме дека повторно ќе имаме надпревар против доста цврста одбрана, расположен голман, но ќе мора да ги намалиме тие наши технички грешки, да сме попрецизни во нападот и да оствариме уште подобар надпревар него со Франција. Во одредени моменти од надпреварот со Франција париравме на силниот ривал, со играта 7-6, можеби и сега ќе се обидеме со тој стил на игра да ги изненадиме на некој начин германците. Па добро, игравме 7-6, мислам дека поради тоа што имавме доста технички грешки во играта 6-6 и малце потешко правевме предност во тие дуели 1-1. Ќе видиме како ќе биде против Германија. Тренираме да бидеме попрецизни во нападот, да ствараме подобри шанси. Ќе видиме како ќе се одвива надпреварот. Германија има избалансиран тим, но и одлични индивидуалци. Според тебе, од кај доаѓа на големата опасност кон голот на нашата репрезентација? Па, од надпреварот со Швајцарија можам искрено повеќе да кажам дека они сепак во одбраната беа најдобри и многу дадоа лесни голови. Во нападот има избалансиран тим, претежно се помлади играчите, но сите се цврсти во дуелите 1-1 и мислам дека најдобар играч треба да им биде нивниот среден бек Јури Кнор. Видовме сега дека најверојатно Кај Хефнер нема да игра. Имаат замена исто млад играч, така да ќе видиме како ќе се одвиваат работите.